Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование во основното училиште Јосип Броз Тито од Валандова. И уште еднаш ќе се обидеме на учениците од 7 оделение, да им помогнеме да совладаат нова наставна содржина, а во исто време да ја збогатиме и ова наша училница со овие лекции кои што се надевам дека ќе послужат и во иднина. Денеска треба да зборуваме за создавањето и ширењето на средовековната македонска држава, односно ќе треба да зборуваме за Самуиловата држава, самата фотографија. Мислам дека доволно зборува за кого ќе зборуваме денеска, односно за создавањето на државата на царот Самуил. Сега, како ќе биде создадена државата на царот Самуил? Треба да се напомене дека најпрво треба да ги видиме условите во кои се наоѓал Балканот и како тие услови придонесуваат да дојде до создавањето на една таква држава на македонска територија. Воените дејства помеѓу Бугарија, Византија и Киевска Русија всушност ќе ги поттикнат кнезот Никола и неговите четворица синови Давид, Мојсей, Арон и Самуил да создадат своја држава. Што се случувало помеѓу Бугарија, Византија и Киевска Русија? Значи, помеѓу Византија и помеѓу Бугарија уште одамна во 927 година имало постигнато договор со кој Византија треба да плаќа данок на Бугарија за да не ги нападнат. Кога бугарските пратеници одат во Византија да бараат данок, бугарските пратеници се избркани и меѓу другото тоа Византија ќе сака да го искористи со тоа што ќе направи напад врз Бугарија и на тој начин Бугарија да биде притисната. Но поради жестокиот напад врз византиските војски ќе отстапат и на помош ќе викнат Киевска Русија, односно ќе го викнат на помош владетелот на Киевска Русија, тоа е владетелот Свјатослав, кнезот Свјатослав. Но ситуацијата се променува кога Свјатослав сакал да го искористи тој момент и со своји 60.000 војски да го нападне Константинопол, главниот град на Византија, значи досегашниот сојузник да биде нападнат. Тоа пак повторно ќе ги изближи Византија и Бугарија со цел да го избркаат Свјатослав и војските од Киевска Русија. И целата ова конфузна ситуација на Балканот ќе искористат кнезот Никола и неговите синови Давид, Мојсей, Арон и Самуил, кои што во историјата се познати како комитопулите. Тие во 969 година се осамостоиле благодарение на овие настани кои што се случувале на Балканскиот полуостров. Благодарение на тие настани, тие, значи, се осамостојуваат благодарение на таа, да кажам, нетрпеливост која што постоела помеѓу големите држави, го искористиле нивното насочување кон тоа они да си ги решат работите помеѓу самите себе и овие се осамостојуваат. Кнезот Никола и неговите синови Давид, Мојсей, Арон и Самуил ќе се осамостојат во областа наречена Берзитија. Значи, зборувавме ние дека словените создаваат своји области наречени Склавинии. Во областа Берзитија, односно во Склавинијата Берзитија, тие ќе се осамостојат. До 971, значи 2 години, ќе водат самостојна политика, бидејќи слаби се како држави и Византија и Бугарија и не можат да го воспостават нивното влијание. Меѓутоа, од 971 година, кога начело на византиската
држава ќе дојде императорот Јован Цимијски, тогаш тие ќе го признаваат него како владетел, односно ќе ја признаваат византиската власт. И признавањето на византиската власт ќе се случува од 971 до 976. Значи, они го признаваат византискиот император како највисок, а византискиот император пак им дава можност на нив да управуваат со таа територија. И бидејќи ќе бидат, да кажем, во добри односи со императорот Јован Цимијски, тој дури и ќе ги прати на посета кај германскиот владетел Отон I да му однесат подароци по повод Великден, а тие тоа ќе го искористат да ја промовираат нивната држава и меѓународно. Прва престолнина ќе биде Преспа, а потоа ќе биде Охрид. Сега во 976 година ќе се случат одредени настани кои што ќе го издигнат Самуил на тронот на државата. Предходно сите четворица браќа заеднички управувале со државата и државата каде што четворица владеат со нејзе се нарекува, односно уредувањето каде што четворица владеат со државата се нарекува тетрархија. Така, во државата постоела тетрархија, односно сите четворица управувале со државата. Ама, најпрво Давид во борба кај Костур, кај местноста Убави Дабови, загинува, а после тоа загинува и Мојсей. И така, остануваат само Арон и Самуил. И секогаш, кога имаме двајца владетели на чело на државата, секогаш доаѓа до недоразбирање помеѓу двајцата, односно секогаш едниот сака да се наметне на другиот и да владее сам, така и во овој случај, тоа било така, односно Арон сакал со помош на Византија, да ја завземе власта и да стане единствен владетел, тоа Самуил го дознава и го убива. Со тоа Самуил станува единствен владетел во државата, а државата станува монархија. Моно, значи еден владетел, монарх, еден, стои на чело на државата. Сега треба да се напомене дека Самуил, освен Арон, ќе го убие и целото негово семејство, освен неговиот син Јован Владислав, кој бил поштеден благодарение на молбите на синот на цар Самуил Гаврил Радомир, кој го замолил неговиот татко да не го убива неговиот братовчед. Со тек на време, државата се зајакнувала, посебно се зајакнувала војската, која била добро извежбана, која била добро опремена со штитови, со копија, со мечеви, со оклопи. И така, кога веќе била војската добро извежбана, во 985 година започнуваат освојувањата на царот Самуил. Па така, во таа 985 година, најпрво го освојува градот Лариса, и тука се случува една љубовна приказна, односно, синот на цар Самуил, Гаврило Радомир, се заљубува во една убава робинка по име Ирина, и приказната немаше да биде толку интересна, доколку предходно цар Самуил не го оженил неговиот син со една унгарска принцеза, и тоа било направено од политички причини, се со цел, да стапи во сојуз Самуил со унгарската, силната унгарска држава. Ама тоа не му значило многу на Гаврил Радомир, па затоа ја брка унгарската принцеза, а се оженува со Ирина, убавата робинка од Лариса. Тоа ќе биде првото освојување. Во 986 година Самуил ги поразува византијците кај Трајановата порта или познатата Трајанова врата. Најпрво
византијците ќе сакаат да го опсаднат градот Сердика, односно Софија денешна, и тука Самуил ќе ги нападне од заседа и катастрофално ќе ги порази. Василий II, новиот император во Византија, кој што дошол на власт после смртта на Јован Цимијски во 976 година, ќе се зададе во бегство, а војските на царот Самуил ќе го царуват неговиот шатор. Значи, ќе се спаси Василий II. Така, веќе бил свесен дека поседува силна војска, затоа ќе се упати кон запад. Во 987 година започнува походот на Самуил кон запад, ќе освои Дукља, односно тука ќе се соочи со владетелот на Дукља Владимир, кој пак ќе се предаде, но ќе биде однесен во затвор во Преспа, и тука ќе се случи уште една љубовна приказна, каде ќерката на Самуил, Косара, ќе се влюби во Владимир, и Владимир повторно ќе биде вратен во Дукља и ќе управува во името на цар Самуил. Освојувањата на Самуил ќе продолжат кон запад, кон Далмација, односно кон градот Дубровник, па ќе продолжи се до на северо-запад кон градот Задар, меѓутоа градот Задар нема да успее да го освои и не сакајќи да губи време, ќе се упати кон Босна и кон Србија, каде што, ќе освои делови, и потоа ќе се насочи кон Албанија, односно ќе стигне до градот Драч, и гледате колку голема, да кажем, држава Самуил успева да создаде. Тука сакам да ви кажам дека во оваа држава ќе влезат и делови од Бугарија, бидејќи уште предходно во 971 година, во 976 година, кога почина царот Јован Цимијски, кога Самуиловата држава се отргна од византијската власт, тогаш беа вклучени и бугарските територии, па така можеме да видиме дека освен Бугарија и Дукља, Далмација, Босна, Србија и делови од Албанија се дел од Самуиловата држава, со тоа Самуиловата држава станува најсилна држава на Балканот. Околу 995 година Самуил решава да превземе подготовки за освојување на градот Солун. Градот Солун бил како шлак, односно како јаготка врз шлагот на тортата, бидејќи бил најразвиен град, и економски, и културно, и така натаму, и голем предизвик било за Самуил да го освои овој град, па така ќе се соочи и со византијски отпор, бидејќи Солун бил под византијска управа. Па така, неопходно било да се случи битка помеѓу Самуил и византијската војска. Битката се случила кај реката Сперхеј во 996 година, и во оваа битка Самуил ќе биде поразен. Битката била таква да двете војски се наоѓале од едната и од другата страна на реката, имало невреме. Самуил бил убеден дека нема да ја поминат реката византијските војски, меѓутоа овие така неочекувано ја поминуваат реката и неочекувано го поразуваат, односно го напаѓаат и го поразуваат Самуил, а Самуил успева да се спаси благодарение на неговиот син Гаврил Радомир, и после 11 години успешна, да кажем, борба, Самуил е поразен. Ова ви е една слика која што ја символизира битката кај Трајановата врата или кај Трајановата порта. Ова ви е како изгледала и колкава била Самуиловата држава. Ова ви е црквата Свети Ахил, а ова ви е како изгледа Самуиловата тврдина во Охрид. Сега, сакав уште да ви кажам дека
во таа 996 година тој е поразен, ама тоа нема да го одврати него од тоа тој да си продолжи со неговите замисли, така тој ќе упати барање и апел до римскиот папа да му даде круна, да го круниса со титула крал или цар, па така во таа 1000-та година ќе дојдат папски пратеници и Самуил ќе биде крунисан за цар, а подетално за ова ќе кажеме и кога ќе зборуваме за лекцијата Охридската архиепископија, бидејќи тоа е поврзано и со создавањето на црквата. Па така можеме да заклучиме дека после 1000-та година државата на Самуил станува царство и е една од најмоќните држави на Балканот, па и во Европа, но исто така треба да се спомене дека од тука пак започнува и падот на Самуиловата држава. Од прилика, тоа е тоа. Јас се надевам дека успеавме да ги доловиме најзначајните работи и се надевам дека беше јасно ова што го зборуваме со ново видео и со нова лекција.